присуството на вистина е големо задоволство да се присуствува повторно на отварање на проекти кои што ги реализира општина Гевгелија. Честитки за градоначалникот, на вистина импресивно. Да, во исто време се градат 10 спортски игралишта, 10 вакви комплекси низ училиштата во општината. Мислам дека само зборува за тоа колку работи општината и градоначалникот. По парламентарните избори, известната победа на ВМРО-ДПМН и формирањето на влада предводена од ВМРО-ДПМН, ние ќе помагаме многу во општина Гевгелија. Знаете дека планираме да ги децентрализираме буџетските средства и сериозна сума на средства секоја година се спушта во општина Гевгелија како би се решиле сите инфраструктурни проекти. Секако тука доаѓа и инвестирањето во економскиот развој. Има сериозна индустрија во Гевгелија, пред се во земјоделскиот сектор и преработувачка индустрија, каде што планираме да даеме сериозна поддршка пред се на извозните фирми. Она што исто така би сакал да го споменам, можеби нема подобро место од Гевгелија, тоа е поврзано со нашата сериозна одлука да ги испратиме туи во опозиција и да одговараат за криминалот. Мислам дека од овдека е право време и место да повторно го прашам Артан Груби каква е неговата улога во индициите за криминал кој што ги има во лотарија на Македонија. Зошто токму тој притискаше толку силно за измените на законот за игри на среќа? Која е неговата улога во нелегалното доделување на втора лиценца за видеолотарија, како и која е неговата улога во нелегалното доделување на 3 лиценци за онлайн игри на среќа? Од една страна велеа дека сакаат да ги отстранат местата за обложување за да не се обложувале децата, од друга страна дадоа 3 лиценци за онлайн игри на среќа, при што на секое дете во телефон веќе му е можноста да се обложува, што секако ќе се согласите не е во ред. Сето ова ќе биде испитано, сето ова ќе го испитаме после парламентарните избори и формирањето на влада предводена од ВМРО-ДПМН без дуи, а мислам дека Артан Груби, имајќи предвид дека не сака да одговори на јавноста, ти треба да одговара пред соодветните правосудни органи во Македонија. Благодарам на вниманието.